Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со најновите информации стартуваме веднаш по најавата за настаните на денот. Во сообраќај на несреќа 18 мигранти повредени. Кривично ќе одговара возачот. Инвестиција од 50 милиони евра за возобнување на товарни и патнички вагони, локомотиви и реконструкција на железничките хали. Азот изобилува со патеки за велосипедизам. Заврши првата велосипедска тура. Осумнаесет мигранти се повредени во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Велес-Градско. Несреќата се случила кога товарно возило Форд Транзит излетало од патот обидувајќи се да избега од полицијата. Повредените се пренесени во медицинскиот центар Велес, а возачот е лишен од слобода. 18 мигранти се повредени во сообраќајна несреќа која се случила ноќеска по полноќ на регионалниот пат Велес-Градско, кога товарно моторно возило марка Форд Транзит со скопски регистарски таблички излетало од патот. Несреќата се случила откако полициски службеници се обиделе да извршат контрола на возилото, пошто возачот ја зголемил брзината на движење. За кратко тој излетел од десната страна на коловозот и удрил во столб во надвозник. Се дал во бегство, но полицијата го фатила и тој е лишен од слобода. На лице место во товарното возило затекнати се 14 лица странски државјани кои биле повредени и истите со возило на итната медицинска помош се пренесени во медицински центар Велес заради укажување помош. Кратко по несреќата се пронајдени уште 4 мигранти кои биле во возилото и истите се пренесени во Велешката болница. Увид на лице место изврши увидна екипа на СВР Велес. 20-годишниот скопјенец кој го управувал возилото во текот на денов ќе биде изведен пред надлежен јавен обвинител. Мигрантите ќе бидат пренесени во прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи. Мигрантите се од Сомалија, Авганистан и Пакистан и се од 15 до 35 годишна возраст. После прием, преглед и направени сите дополнителни исследувања, ниту еден од нив не е витално загрозен, сите имаат витални параметри добри. Во овој момент се спремаме само еден од тие пациенти да поради повреда на карлица, скршеница на карлицата, да го транспортираме во ургентен центар на клиника за травматологија. Уште еден од пациентите ќе биде задржан во Велешката болница, а останатите 16 ќе бидат транспортирани во прифатниот центар во Визбегово. Утро во СВР Велес евидентираше уште еден настан на криумчарење мигранти на автопатот Гевгелија Велес кај наплатната рампа Градско. Странски државјанин превезувал 9 мигранти од Сирија, меѓу кои 3 деца. Лицето кое го управувало возилото и мигрантите се обезбедени од страна на полицијата. За подобар и побрз железнички сообраќај, оваа влада инвестира 50 милиони евра. Досега испорачани се 150 товарни вагони, а во наредните месеци планирана е обнова на локомотивите и реконструкција на железничките хали. Овие инвестиции имаат за цел да ги подобрат услугите во патничкиот железнички сообраќај, но и транспортниот превоз да биде еден од основните за компаниите кои имаат потреба од извоз на голема количина на стока. Товарни вагони за нови можности за компаниите и патнички композиции за поголема удобност на патниците. Инвестицијата од 50 милиони евра во македонски железници ќе обезбеди подобар железнички сообраќај. Премиерот Груевски изјави дека досега се испорачани 150 товарни вагони, чија вредност е 14 милиони евра, а се очекуваат и патнички вагони. Следува од средината на јули па до нова година етапно и постапно доаѓање на 6 композиции патнички вагони
патнички композиции, кои што се во вредност од 25 милиони евра и кои што ќе го обноват возниот патничкиот возен парк во Република Македонија во 2/3 од целиот патнички возен парк. Во месеците што следат планирана е постапка за обнова на локомотивите и реконструкција на железничките хали, а за следната година се планира постапка за возобновување на последната третина од возниот парк. Наскоро, за околу 2 месеци од сега, планираме почеток на постапка за обнова на локомотивите, за која што ќе се инвестираат околу 8 милиони евра, како и за обнова и реконструкција на железничките хали во вредност од 3 милиони евра. Така што се ова заедно е вкупно 50 милиони евра инвестиција во железницата. Со ова би требало да се подигнат услугите во патничкиот железнички сообраќај на едно повисоко ниво и да се добие поквалитетен и поефикасен превоз. Според премиерот, ова инвестирање е добро за конкурентноста на македонската железница, но и за удобноста при патувањето кое патниците ќе ја добијат. Четири мотели и 2 хотели планирано е да се градат на локалитетот Езеро Младост кај Велес. Со изградбата на угостителските објекти, Младост традиционално излетничко место ќе прерасне во модерен рекреативен комплекс. За локалната власт и со сегашните угостителски капацитети, езерото е водечката алка за развој на туризмот во Велешко. 4 мотели и 2 хотели планирано е да се градат на локалитетот Езеро Младост кај Велес. Со изградбата на угостителските објекти, Младост традиционално излетничко место ќе прерасне во модерен рекреативен комплекс. За локалната власт и со сегашните угостителски капацитети, езерото е водечка алка во развојот на туризмот. Езерото го нуди она што го нуди секое природно езеро, значи имаме и доволен број на капацитети во сегмент на посета, сместување, користење на дневни плажи и сето она што е потребно за туризмот. Токму ние овој сегмент сега ова што го работиме, скоро ќе го објавиме и продажбата на 43-те локации што ни се во продолжение на населбата предвидени. Локациите кои ќе се урбанизираат се приоритетни за локалниот економски развој, но и за развојот на ловниот и риболовниот туризам. Она што дава стимул во развојот на овој локалитет е постојаното зголемување на бројот на туристи кои се задржуваат и по неколку дена. Тоа се најчесто гостите што се основни конгресен туризам по семинари и ловниот туризам што се јавува, што остануваат неколку дена. Постојаната промоција на езерото, но и на идејата за создавање на етно село, Младост, полека но сигурно, го става на мапата на домашните туристички агенции. За зголемување на атрактивноста на локалитетот Езеро Младост, неопходно е минувачите кои што транзитираат по автопатот од Скопје кон Велес да можат директно да стигнат до ова место. Последните информации од јавното претпријатие за државни патишта се дека во завршна фаза е изработката на техничка документација за приклучок и исклучок од автопатската телница кон езерото Младост. Наскоро ќе започне санацијата на помошниот објект на градскиот стадион, најави директорот на спортскиот центар Парк Спорт. Според информациите од директорот Табаков, ќе бидат санирани гардеробите и санитарните јазли, а воедно ќе склучат договор со операторот за енергетика ЕВН, со кој за останатите долгови за електрична енергија ќе бидат решени. Спортскиот центар Парк Спорт наскоро ќе почне со санација на помошниот објект кој се наоѓа во близина на градскиот стадион. Станува збор за објект кој фудбалските клубови го употребуваат за своји цели, односно гардероби и простории за управниот одбор. Директорот Александар Табаков вели дека истиот објект тие го добиле пред неколку месеци, но чекале да заврши надпреварувачката сезона за да започнат реконструктивните активности. Нашите активности ќе се насочат на овој помошен објект од градскиот стадион во кој што ќе бидат санирани, ревитализирани и оспособени сите простории, значи гардероби и санитарни јазли, за да можат да им бидат дадени услуги на сите корисници кои што се заинтересирани да ги користат овие простори. Реконструкцијата на овој објект доаѓа од потребата истиот да се стави во функција на клубовите, кои дел од нив при надпревари ги користеа гардеробите на спортската сала и салата за гимнастички спортови. Засега од спортскиот центар велат дека не размислуваат да наплатуваат за користење на помошниот објект. Во овој момент не размислуваме на такво нешто, првенствено ние овој објект да функционира. Значи знаете дека од
претходниот временски период има некои нерешени статуси во делот на потрошена електрична енергија, потрошена вода, кои што сме во процес на усогласување со ЕВН, значи со операторот за електрична енергија, да ги решиме сите овие работи, да го оспособиме овој помошен објект, значи сите корисници кои што користат градскиот стадион да имаат непречени услови. Спортскиот центар Парк Спорт, покрај со градскиот стадион, стопанисува и со помошното игралиште, салата за гимнастички спортови, како и тениските игралишта кои веќе се изградени. Во секој момент се очекува истите официјално да бидат пуштени во употреба. Со проектот Македонија вработува, многу луѓе од сите старосни категории, како и ранливите категории на граѓани, успеа да го најдат своето вработување. Околу 1600 лица се вработени преку овој проект за само еден месец, а се очекува бројката да се зголемува се повеќе. Досега сите мерки за вработување на владата ги даваат очекуваните резултати. Проектот Македонија вработува дава резултати. За нешто повеќе од еден месец своето вработување преку овој проект го добиле 1580 лица. Со промоцијата на проектот по градовите се очекуваат се подобри резултати и зголемена бројка на вработени. Компаниите се заинтересирани и отворени за соработка, вели директорот на АВРМ Владко Поповски. Се очекува нивно користење на проектот Македонија вработува и зголемување на апликациите. Во Велес има заинтересираност меѓу домашните компании за користење и вработување на работници по мерки за вработување што ги нуди владата. Некаде над 50 на работни места веќе се планирани во најскоро време да бидат остварени во Центарот за вработување на Велес. Со користење на мерката за ослободување од придонеси, значи дали за млади до 29, дали до 35, 35, 50, над 50, оние најмаргинализираната група над 58 и оние наши, да кажеме, најтешко вработливи, односно маргинализирани групи кои што имаат потреба од вработување. Според Поповски, за еден месец и една недела се вработени дури 90 граѓани на возраст од над 58 години, со што конечно е пробиена возрастната бариера при вработувањето. Успешно се одвива и проектот за самовработување и за неколку дена ќе биде објавен вториот оглас. За неколку дена ќе го објавиме вториот оглас од проектот самовработување со неповратни средства од 3000 евра или така речен грант проект од 3000 евра. Со тоа што ќе биде вториот оглас оваа година, првите 500 бизниси веќе се во завршна фаза, треба да ги објавиме деновиве последните избрани лица, значи оние што се селектирани за добивање на 3000 евра од првиот оглас, така да ќе настапат уште 430 кои што ќе треба да ги доделиме наредниот период. Со проектот Македонија вработува, предвидено е да бидат остварени 20.000 нови вработувања во текот на една година. Наскоро и село Караслари ќе добие ново спортско повеќенаменско игралиште. Игралиштето, чија изградба е во тек, треба да биде завршено во наредните 2 месеца. Како дел од владиниот проект за изградба на 100 повеќенаменски игралишта за подобрување на условите за развој на македонскиот спорт, директорот на Агенцијата за млади и спорт најави изградба и на ново спортско игралиште на територијата на општина Велес. Оваа градба треба да се реализира до крајот на 2018, а веќе за 10 дена треба да бидат готови и двете тениски игралишта во градскиот парк во Велес. До сега во општината Велес Агенцијата за млади спорт има инвестирано во делот на изградба на фудбалското игралиште. Ова е повеќенаменско игралиште кое што прво го ставаме во функција, меѓутоа нема да биде единствено. Значи до сега го значивме стартот и на повеќенаменското игралиште во селото Караслари, а веќе до 2018 година заедно со градоначалникот ќе изградиме уште едно повеќенаменско спортско игралиште кое што е дел од проектот на владата. Истовремено во завршна фаза практично остануваат уште мали детали за изработка и на едниот двоен, односно двата тениски терени во градскиот парк во општина Велес, кои што веруваме дека во следните 10 дена ќе бидат целосно завршени и заедно со градоначалникот повторно ќе ги ставиме во функција на општо задоволство на сите оние кои што го сакаат и го практикуваат белиот спорт во нашата земја. Заврши првата велосипедска тура Азот. Околу 200 учесници денеска во 9 часот изутрина ја започнаа велосипедската тура во регионот Азот. Се возеа 3 велосипедски тури. На местото на настанот е нашата колешка Елица Радевска, која ја вклучуваме во овие вести за да информира како заврши турата. Заврши првиот велосипедски маратон во регионот Азот. Сите велосипедисти успешно ја заврши одредената тура.
Некои порано, некои подоцна пристигнаа на целта без никакви инциденти. Се возеа 3 тури, голем маратон, средна и рекреативна тура. Големиот маратон беше во должина од 52 километри и висински профил од 1800 метри. Средната беше долга 30 километри, во главно 50% офроуд и 50% асфалт со висинска разлика од 1000 метри. Додека пак лежерната патека, која беше наменета за оние кои сакаат да учествуваат, а немаа голема физичка подготвеност, беше во должина од 16 километри и се возеше од село Богомилово до Нежилово и назад. Организаторите, како и велосипедистите, се задоволни од маратонот. Голем дел од учесниците за прв пат имаа можност да се запознаат со овој предел. Организаторите Сдруженијето Велес Байкинг се надеваат дека овој маратон во иднина ќе прерасне во традиција. Елица, ти благодарам за јавувањето. А во продолжение вестите од Македонија. За 2 месеци со скрининг откриени 2 случаи на рак на дојка. Објавен е оглас за специјализација на здравствени работници. Во текот на летото ќе се реализира кампањата Вози трезен, стигни жив. Председателот Ѓорѓе Иванов на самит во Будва. За 2 месеци колку во Македонија се спроведува мамографскиот скрининг на дојка, извршени се 1908 скрининзи во 17 јавни здравствени установи. При тоа се детектирани 2 случаи на карцином на дојка и 2 пациентки се упатени на хирургија. Од извршените скрининзи, вкупно 1523 пациентки се со уреден наод, без присутни знаци на карцином, додека вкупно 385 жени се упатени на понатамошни испитувања врз основи на детектиран знак за можно присуство на карцином. Во државите во Европската Унија просекот на откриени случаи на рак е 2 случаи на 1000 прегледи, а кај нас досега се откриени 2 случаи на 2000 прегледи. Матичните лекари имаат пристап до извештаите и резултатите од извршениот мамографски скрининг и врз основа на тоа вршат упатување на жената до конкретната специјалност каде треба да се извршат дополнителни испитувања. Министерството за здравство објави нов оглас за специјализација и субспецијализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината за 2015 година, што ќе бидат спроведувани од Медицинскиот факултет во Скопје. До крајот на месецов ќе биде објавен огласот и на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип, за каде ќе бидат објавени уште 16 специјализации. Ова го објави министерот за здравство Никола Тодоров, кој информира за приоритетите на Министерството во професионалното усовршување, односно специјализацијата на медицинскиот кадар, која долгорочно го подигнува квалитетот на здравствените услуги. Со објавениот оглас се опфатени вкупно 308 специјализации и 75 субспецијализации. Огласот за кандидати за специјализации и субспецијализации е достапен на веб страната на Медицинскиот факултет, а рокот за пријавување на кандидатите е 30 дена од денот на објавувањето. Кампања Вози трезен, стигни жив се реализира во текот на летото поради зголемениот број на млади лица кои управуваат со автомобил во алкохолизирана состојба, ја промовираше Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Предвидено е кампањата да трае цело лето и да ја покрие целата популација на млади учесници во сообраќајот. Во рамките на кампањата ќе бидат изработени голем број сообраќајно-едукативни материјали, флаери, фрешери, плакати, налепници и друго, и ќе биде организирана нивна дистрибуција до сите млади. Во текот на 2013 година 198 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во 2014 година 124 лица. Во текот на 2015 година за првите 5 месеци 39 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во споредба со минатата година истиот период имаме намалување за 13 лица, односно во 2014 година заклучно со месец мај 52 лица загинале во сообраќајни незгоди. Председателот Ѓорѓе Иванов од денеска ќе учествува на самитот на председатели кој ќе се одржува во Будва. Клучните теми на годинешниот состанок на лидерите на Брдо-Бриони процесот се прашањата за проширување на Европската Унија, инфраструктурните проекти и енергетска безбедност. Предвидено е председателот Иванов да учествува на работната вечера на земјите членки на Брдо-Бриони процесот и да има обраќање на пленарната сесија на самитот.
Покрај председателот на Република Македонија, на состанокот ќе учествуваат и председателите на Црна Гора, Австрија, Хрватска, Словенија, Србија, Албанија, Косово и председавачот со председателството на Босна и Херцеговина. А од вестите од светот, во Турција денеска се одржуваат парламентарни избори. Денеска и утре се одржува самитот на Г7 во Германија. Започна поморската вежба на руски и египетски воени бродови. Започна самитот на лидерите на земјите членки на групата 7 индустријски најразвиени земји во светот, во замокот Еламу во Крим, Германија. На овој самит ќе се расправа за источна Украина, заканите од исламската држава, должничката криза во Грција, климатските промени и епидемиите. Русија и годинава нема да учествува, откако лани беше исклучена од групата поради анексирањето на Крим од Украина. Сите учесници на самитот во замокот Еламу ги пречека домакинот на средбата, германската канцеларка Ангела Меркел. Во исто време, додека почнуваше самитот на Г7, членови на организации за борба против сиромаштијата во воздухот пуштија балони со ликовите на сите учесници на собирот. На овој начин, како што изјавија, тие сакаат да упатат апел до лидерите на Г7 да ги исполнат своите ветувања за справување со сиромаштијата во светот. Започна еднонеделната поморска вежба на руски и египетски воени бродови. Вежбата ќе трае до 14 јуни, а целта е, како што соопшти Руското министерство за одбрана, заштита на глобалните подрачја. Во маневрите наречени Мост на пријателството 2015 учествуваат Египет со 6 бродови, а русите учествуваат со ракетен крстосувач и корветата Самум и уште 3 други руски бродови. Најмалку 44 лица се убиени, а над 100 се ранети во воздушните напади на главниот штаб на јеменската војска во центарот на Сана, под водство на саудиските сили. Голем дел од жртвите и ранетите се цивили. Веста ја објави новинската агенција Саба, повикувајќи се на податоци од Министерството за здравство. Спасувачките екипи трагаат по лица за кои се верува дека останале под урнатините на зградите погодени од воздушните напади. Ескалацијата на насилството уследи и покрај напредокот постигнат во преговорите одржани пред неколку дена во Женева под покровителство на Обединетите нации. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Борец денес го одиграа последниот надпревар од регуларната сезона на првата машка ракометна лига, потврдувајќи го веќе одамно освоеното второ место, кое преку бараш надпревар кој се игра следниот викенд ги води кон долго очекуваната Суперлига. Борец во спортската сала Гемиџи го совлада со висока предност од 39:26 градскиот ракометен клуб Лозари од Кавадарци. Во продолжение проследете ги прилозите од домашниот спорт. Со 8 гола во мрежата на тимот на Гемиџи, фудбалерите на Тиквеш 2014 јасно ставија до знаење дека местото не им е во најнискиот ранг на надпреварување, а резултатската неизвестност траеше само во воведните 15 минути, во кои кавадарчани влегуа и повеќе од предпазливо, но веднаш по првиот гол работата се смени во позитивна насока за фудбалерите, стручниот штаб и лозарите кои повторно им дадоа поддршка на своите миленици. 4 гола до полувремето и уште толку во вториот дел беа доволни за конечна победа од 8-0, во која најголемо учество имаше Миле Илов со својот прв сезонски хетрик, а по еден гол постигнаа Симеонов, Јанев, Стојановски, Лазарев и Манев. Согласно пропозициите за промоција во третолигаш, Тиквеш ќе мора да го чека утрешниот ждреб, на кој ќе биде познато дали тимот од Кавадарци ќе игра дополнителен надпревар или директно ќе обезбеди пласман во третата лига. Оваа година Фудбалската федерација на Македонија ја заврши изградбата на 10 терени со вештачка трава, кои се изградени низ цела Македонија и ќе бидат од особена важност за развојот на младинскиот спорт. Битола, Струмица, Велес, Тетово, Охрид, Скопје, Ѓорче Петров, Кратово, Прилеп,
Скопје аеродром се градовите кои се здобија со терени, а нив ќе можат да ги користат младите категории на клубовите, фудбалските школи, како и за клубовите и националните селекции. Меѓу промоторите на овој проект, поддржан од Фудбалската федерација на Македонија, се Благој Амилевски, Арѓен Беќири, Гоце Толески, Митко Стојковски, Саша Ќирич, Југослав Тренчевски и Неби Мустафи. Помошта од општините и градските татковци во иднина ќе биде приоритет на локалните заедници во доопремување на терените со придружна инфраструктура и да реконструкција на трибините. Охрид денес е домаќин на 27-те поред републички игри за лица со телесен инвалидитет. Меѓу спортските дисциплини застапени се атлетика, стрелаштво, пинг-понг и фудбал. Фудбалската федерација на Македонија е вклучена како национална организација која континуирано го поддржува вклучувањето на лица со телесен инвалидитет, па за оваа спортска манифестација ја представува преку логото за мобилност и капитени на промени. Проектот Капитени на промени е проект на УЕФА, чија цел е вклучување на лицата со телесен инвалидитет во фудбалската игра во Македонија. Екипата на Барселона е новиот европски фудбалски владател откако во финалето од Лигата на шампионите дојдоа до победа над Јувентус. Со резултатот 3:1 Вавринка е годинешниот победник на Гремслем турнирот Ролан Гарос. На вчерашното финале од Лигата на шампионите кој се одржа во Берлин на стадионот Олимпија, екипата на шпанскиот првак Барселона одигра доминантно и фуриозно, па со резултат 3:1 стигна до 8-миот трофеј на највисокото европско надпреварување. Мечот беше подеднакво возбудлив во двата дела, па Барселона започна со пресинг игра уште во првите минути, што резултираше со одличниот погодок на Ракитич во четвртата минута по феноменалната акција на Неймар и Иниеста. До крајот на првиот дел каталонците продолжија со целосна доминација, а голманот на старата дама Буфон беше главниот виновник кој спречи целосен дебакал со своите одлични одбрани за тимот од Торино. Јувентус во второто полувреме трпеливо ја чекаше својата шанса, па во 55-та минута по една одбиена топка вроди со плод погодокот на Мората. По 2 минути игра настана можеби најспорниот момент на мечот, кога во 16-тникот на каталонците беше соборен Погба, а судијата не досуди најстрога казна, па тоа во 68-та минута го искористи Суарес за повторно водство. Фудбалерите на Јувентус не се откажаа до самиот крај, иако не создадоа сериозна шанса, а нивната офанзивна игра беше казната во последната минута со погодокот на Неймар. Швајцарецот Станислав Вавринка е годинешниот победник на Гремслем турнирот Ролан Гарос, откако во финалето сосема заслужено триумфираше над Новак Ѓоковиќ, победувајќи го со 3:1 во сетови. Стартот на мечот му припадна на србинот, но швајцарецот во трилер завршница, искористувајќи гуморот на противникот, не му дозволи на Ѓоковиќ да дојде до единствениот трофеј кој му недостига во ветрините. Во нивниот 21 дуел, Вавринка има победено само на 4 мечеви. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност. Да погледнеме какво време не очекува во наредните неколку дена.
Благодарам почитувани на вашето внимание. Останете и понатаму со програмата на К1. Имајте пријатна вечер.